Почитувани граѓани, колеги пратеници, пред нас е предлог закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина, со кој се врши допрецизирање на постапката за вршење на контроли за спроведувањето на законот, уредување на рокови на исполнување на паричните обврски кога како должници се јавуваат субјекти од јавниот сектор. Јас тука ќе зборувам за должниците од јавниот сектор од областа на здравството, за утврдување на роковите за плаќање на рати и особено кога треба да се исплаќаат побарувања кои што се предмет на повеќегодишна јавна набавка. Значи, овој закон се однесува на сите должници од здравството, чии сметки се во рамки на трезорската сметка на Фондот за здравствено осигурување. Тоа се сите јавни здравствени установи, јавните установи од областа на здравството и со него се предвидува исклучок во однос на останатите должници од јавниот сектор, рокот за исплата да биде до 90 дена. Значи, наместо 60, овде важи исплата на рокот до 90 дена. Понатаму, во истиот член 6, во став 3 се предвидува исполнување на парична обврска на субјектот од јавен сектор кон економски оператор од приватен сектор да биде подолг од 90 дена, кога се работи за набавка која е повеќе годишна. Имено, ова е само уште една потврда за лошо креирани политики на оваа власт. Ако се има во предвид структурата на расходи во јавното здравство, тогаш 51% од оваа структура ја чинат расходи за плати, а останатите се поделени на следниот начин: 26% за лекови, 7% за комунални услуги, а останати расходи околу 16%. Значи, скоро 50% од расходите во јавните здравствени установи се користат за исплата на паричните обврски према економски оператори од приватниот сектор. И сега овој рок се продолжува од 60 на 90 дена. Јас ве прашувам дали со ова нема да се зголеми дополнително долгот на јавните здравствени установи. Ако ја анализираме динамиката на обврските на јавните здравствени установи према трите најголеми области, односно кон добавувачи на лекови, кон други јавни здравствени установи и останати обврски, се доаѓа до заклучок дека овие обврски од година во година се повеќе растат. Колегата Маријанчо убаво кажа дека заклучно со јуни, јас ќе цитирам последната информација која е објавена на веб страницата на Фондот за здравство, заклучно со јули, вкупниот долг во јавните здравствени установи изнесува 52 милиони евра, истиот бележи пораст за истиот период во претходната година за 17,7%. Додека пак обврските на јавните здравствени установи изнесуваат над 70 милиони евра. Колеги пратеници, ако ја направиме споредбата со 2009 година, кога и вие бевте на власт, обврските изнесувале 29 милиони евра, а сега изнесуваат неверојатни 70 милиони евра. Понатаму, долговите во 2009 година изнесувале 9,4 милиони евра, а денес 52 милиони евра. Значи, држи констатацијата на колегата дека секоја година овие долгови растат барем за 10 милиони на годишно ниво. Јас очекував денес пред нас да биде понудено едно решение за финансиска дисциплина на фондот кон плаќање на услугите на концесионерите. Затоа што фондот е недоследен во своите исплати према приватните здравствени установи, независно тоа дали се работи за стоматолошки ординации, ординации на матични лекари или на организации кои што се занимаваат со фармацевтска дејност. Очекував рокот на нивната исплата, кој на сегашно ниво е 60 дена, да биде скратен на 30 дена. Уште еден доказ дека фондот не е доследен во исплата на договореното е тоа што обврските према концесионерите, иако во договор ги има за 60 дена, реално ги исплаќа меѓу 75 и 80 дена. Затоа се сомневам дека со носењето на овој предлог закон за финансиска дисциплина роковите ќе бидат испочитувани. Сметам дека со ова законско решение ќе се стави во прашање
одржливоста и финансирањето на јавното здравство, со оглед на висината на долговите. Резултатите и состојбите во јавното здравство се поразителни. Големената доенечка смртност е точно последица на реалокација на средствата од превентивните програми кон други ставки, значи не за она за што суштински се предвидени во буџетот. Благодарам.